Министерка Царовска, со жалење можам да констатирам дека не одговоривте ниту едно прашање кое што ви поставив и кое што ви го поставува јавноста во Македонија, ниту едно прашање кое што ви го поставуваат родителите во Македонија, и со жалење можам да констатирам дека ниту еднаш немате дојдено на Комисија за труд и социјална политика за еме да дебатираме. Вие бегате од дебата, не сакате да се соочите со граѓаните. Господјо Царовска, ве молам за внимание. Господјо Царовска, ве повикувам директно да ми одговорите. Кој е вашиот став за редефинирањето на бракот како заедница помеѓу маж и жена, на редефинирањето на политиката на посвојување, и кој е вашиот став, министерка Царовска, кој е вашиот став, министерка Царовска, во делот на флуидниот родов идентитет? Односно, дали личност со 50, 60 или 70 години, со биолошки карактеристики на маж, која што со променет флуиден родов идентитет, ќе може да влезе во соблекувална, тоалет или било која друга јавна просторија, каде што се деца, односно девојчиња кои што имаат 5, 10 или 15 години. Одговорете ми на ова прашање. Заслужуваме одговор. Не одговарате, Мила Царовска, затоа што знаете кој е одговорот и знаете која ви е намерата. Драги пратеници, кога гласате за ова, размислете за ова. Размислете за ставовите на граѓаните на Република Македонија. Размислете за ставовите на МПЦ, на ИВЗ, на Католичката црква, другите верски заедници. Размислете за вашите гласачи во Гостивар, во Лабуништа, во Скопје, во Штип, во Свети Николе. Размислете за светогледот кој што го имаме. Никој не треба да биде дискриминиран, апсолутно не. Во тој дел апсолутно исто мислиме. Никој во Македонија не треба да биде жртва на насилство. Истовремено, бракот, семејството, семејните вредности, полот, машки и женски, не се анахрони категории, туку нешто што е вредност и мислење на нашите и дедовци. Тоа не се анахрони работи. Тоа се важни прашања. А вие сето тоа го редефинирате. Благодарам. Ѓурчев, ви благодарам.